2 децении по започнувањето на реформата во 2005 година, ние денес се уште се соочуваме со демографските предизвици поради кои беше воспоставена реформата. А тоа е дека има недоволен број на осигуреници кои што плаќаат средства за да можат тековно да се исплаќаат пензиите на тековните пензионери. Во двата система, без разлика дали е едностолбен или двостолбен, генерално параметрите од кои што зависи пензијата се еднакви. Тоа значи дека идните пензии зависат од должината на пензискиот стаж, од времето поминато во осигурување и од висината на основицата, односно на просечната плата на која што биле пријавувани осигурениците во рамките на целиот работен век. Значи, просто кажано, идната пензија на секој осигуреник зависи од неговото лично учество во системот. Во однос на воведувањето на вториот столб би кажал дека тој е на дополнување на првиот, значи првиот и вториот столб се еден заеднички систем, не се одделни. Воведен е за да функционира на принцип на штедење и инвестирање на средствата на индивидуални сметки на осигурениците со цел кога ќе дојде на ред исплата на пензии од вториот столб, делот кој што се исплаќа од државниот фонд да се намали, а за сметка на тоа остатокот да се надополни од индивидуалните сметки. Значи се прави систем на паралелно финансирање, каде што дел од пензијата зависи од придонесите на тековните вработени, а дел од пензијата зависи од заштедите на индивидуалните сметки на осигурениците. Она што е важно е дека треба да знаат осигурениците дека средствата во вториот столб се личен имот, кој што е наследен и без разлика дали се работи за осигурување во текот на работниот век или по пензионирањето, тие имаат зголемен степен на заштита, освен значи семејната пензија која останува како право, дополнително е и правото на наследство. Нагласив дека износот на пензијата зависи од придонесите и од работниот стаж, да не се повторувам. Минималната пензија е пресметка која што е под законски утврдениот праг, што значи дека таму треба да се врши доплата од страна на државата. Може би е добро за овој тип на пензии, бидејќи такви ќе има и од првиот и од вториот столб. Во моментов околу 100.000 пензионери од стариот систем, од првиот столб се корисници на минимална пензија, да се одвојат како категорија од буџетот на ПИОМ и за нив да се води одделна пресметка колку тоа би чинело на годишно ниво за субвенционирање на тие пензии. За сите останати, кажувам, без разлика дали се само во првиот столб или паралелно и во првиот и во вториот столб, доколку остварат нормален полноработен стаж од 40 години, пресметките се дека пензиите би биле приближно исти, дури во вториот столб може да се очекува и нешто повисока пензија, заради тоа што таму нема ограничување на максималниот износ на исплата. Од наша страна сметаме дека остварените приноси до моментот се конкурентни на европско ниво. Значи, ние имаме од почетокот на работењето до денес просечно некаде околу 5,5% принос на годишно ниво, што во вкупната маса на средства кои што се заштедени во вториот столб, кои се некаде 3,4 милиарди евра во моментов, над 1 милиарда се додадена вредност или принос од инвестирањето на средствата. Значи, околу 1/3 се додадени средства од вложувањето. Како што изминува времето, тој износ постојано ќе се зголемува затоа што ефектот на сложено вкоматување, односно додавање принос на принос, е се поизразен низ годините. Оние кои што ќе остварат полноработен стаж и во моментот пред пензионирањето ќе бидат во состојба каде што можеби поголемиот дел од состојбата на сметката ќе биде од добивката, а не од уплатените придонеси. Секако нагласувам дека уплатата мора да биде редовна и пријавувањето треба да биде на реални плати. Добро, сакам да го кажете во однос на тоа за мултифондови дека ќе има поголем. Во однос на мултифондовите, тоа се портфолија кои што се прилагодуваат на животната возраст на самиот осигуреник. Предлогот е оние кои што се помлади имаат подолг период до пензионирањето, односно можност за преземање на поголем ризик во вложувањето, да имаат поагресивно портфолио, повеќе изложено на акции и инструменти со променлив принос, понатаму да се балансира кај оние што се во средна возраст и да се заштити
создадениот имот низ годините, кај оние што се пред пензионирање со воведување на конзервативно портфолио. На тој начин очекуваме да се зголеми ефикасноста од вложувањето, односно просечниот кумулативен принос низ годините да биде повисок. Како што нагласив, воведувањето на вториот столб е токму заради релаксирање на обврските на првиот столб. Во моментот кога ќе дојде време да се исплаќаат паралелно пензии и од првиот и од вториот столб, обврската за исплата на пензии некаде половина од износот ќе падне на терет на вториот столб. А фондот за пензиско инвалидско осигурување, државниот фонд на ПИОМ, и понатаму ќе продолжи да задржува повеќе од 2/3 од вкупниот придонес за пензиско инвалидско осигурување. На тој начин, поголем износ на придонеси во првиот столб, а поделена обврска за исплата на пензиите, значи дека низ годините постепено ќе се избалансираат приходите и расходите на ПИОМ и ќе дојдеме до состојба на негова одржливост. Тоа е целта на реформата. Да, како што нагласив, ние сме на ниво на европските просеци, со воведувањето на посовремени портфолија преку мултифондовите, очекуваме тоа да биде уште подобро. Мултифондовите како асоциација ние учествувавме во коментарите на предлог законите кои што се однесуваат за изменување и на законот за задолжително од вториот столб и за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување од третиот столб. Поднесени се нашите забелешки и очекуваме понатаму кога ќе дојде на дневен ред, значи во влада па во собрание да дојде и до примена на тие закони. Во моментов таа бројка не може точно да се пресмета, бидејќи самата постапка кога не дај Боже ќе имате почитано лице осигуреник во вториот столб е законски утврдена дека најпрвин се одредува дали има наследници и дали е поисплатливо за семејството да бидат корисници на семејна пензија. Во тој случај средствата се префрлаат во првиот столб, а тој продолжува да исплаќа семејна пензија. Доколку нема наследници кои што го остваруваат правото на пензија, во тој случај се оди со оставинска постапка.